Исто така загрижува и процесот на нивното превоспитување. А целта на мерката упатување на издржување воспитно-поправна мерка е токму превоспитувањето на овие деца. Таму не се води воопште образовен процес, не се ангажирани активно во нивното слободно време, не се водат физички и спортски активности, со еден збор се оставени на милост и немилост. Гледано од овој аспект, значи ова оделение за овие деца не ги исполнува ниту минималните стандарди за спроведување воспитно-поправна мерка и постигнување на целта превоспитување на овие деца. Во Воспитно-поправниот дом Волковија ние во текот на 2021 година бевме на два пати, еднаш националниот превентивен механизам и еднаш одделот за заштита на правата на лицата кои издржуваат казна затвор и лицата кои се упатуваат на воспитно-поправна мерка во воспитно-поправните домови, како што е домот во Волковија. Од нашите посети утврдено е дека Воспитно-поправниот дом Волковија ги исполнува стандардите предвидени за една таква установа во смисло на простор, услови, храна, хигиена, одржување на редот и другите активности. Во ова воспитно-поправна установа имаме две забелешки. Прво, во однос на квалитетот на изведување на образовниот процес, кој не ги исполнува условите, критериумите и стандардите, и согласно на тоа ние упативме една препорака и до Управата за водење матични книги и до Министерството за образование за организирање на соодветен воспитно-образовен процес во оваа установа. И второ, во однос на здравствената заштита. Државата е обврзана и со меѓународни конвенции да ги исполнува стандардите за изведување на овие мерки, а целта е тие лица кои се упатени на издржување воспитно-поправна мерка да се вратат во општеството како граѓани кои може да се вклучат во општествениот живот подеднакво како и останатите лица. Доколку тоа не биде постигната, тогаш и целта на изрекување на мерката е промашена.